Како што соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, уредбата се предложи заради потребата од зголемување на финансиската поддршка за производителите на пченица, првенствено заради ниската откупна цена, намалениот интерес за откуп и зголемениот увоз на пченица и брашно од Србија. Инаку, ова е втора државна мерка за дополнителна помош за производителите на пченица, откако минатиот месец беше донесена одлуката за субвенционирање на 80% од цената за складирање во силоси. Со таа мерка на сите земјоделци кои ќе поднесат барање до платежната агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, државата месечно ќе им покрие по 48 денари од вкупно 60 денари за 1 тон земјоделски производ складиран во силоси. Субвенционирањето на складирање е најмалку 2 месеца, а најмногу половина година. Земјоделските производи од оваа уредба треба да се складирани во складиштар кој е впишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи согласно Законот за земјоделство и рурален развој и е давател на комерцијална услуга за складирање. Корисници на финансиската поддршка за складирање се земјоделски стопанства, евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, кои претходно имаат поднесено барање за директни плаќања по обработлива површина согласно годишната програма за финансиска поддршка во земјоделството и имаат склучено договор за складирање на земјоделски производи кои тие ги произвеле, како и платено 20% од трошоците за складирање на земјоделските производи. Корисниците на финансиска поддршка за складирање пченица од домашно производство, на која се однесува интервенциската мерка од Законот за земјоделство и рурален развој, треба да имаат складирано најмногу 3500 тони пченица за остварени приноси, најмногу до 4 тона по хектар од пријавените земјишни капацитети од барањето за директни плаќања.